Добре дојдовте во новото издание да си кажеме, а да си кажеме денеска навистина на една голема тема. А голема е бидејќи зборуваме за великанот на македонската драма, едниот и единствени неповторлив Горан Стефановски, а таков е затоа што успеа да го преточи менталитетот, судбината и историјата не само на македонскиот, туку пошироко на балканскиот човек во универзална театарска форма, интелигентно, поетски и длабоко човечки. На оваа тема во продолжение ќе зборувам со дел од неговите соработници, луѓето кои го познавале одблиску професионално, а тоа е режисерката и професорка на Факултетот за драмски уметности Зоја Бузалковска. Добре дојдовте, и актерот добро познатиот Драган Спасов Дац. Добре дојдовте во студиото на Добре најдовме. Деновиве го ја одбележавме 73 годишнината од раѓањето на Горан Стефановски, многу настани во Дебармало, многу настани околу и во театарот, она што беше срж на Горан Стефановски. Вака на прва, кога вие му напишавте и писмо. Да. Дел од него беше прочитано по телевизиите, го чувме, кога на прва прва асоциација на Горан Стефановски, која реченица ви текнува, како го доживувате? Па мене ми е како духот на Дебармал. Не имам една представа играно демонот на Дебармал, но никао еден добриот дух на Дебармал, на Скопје, на Македонија, кој што се тука негдека се движи, како што се движеше оној негов мантил познат, и така мислам дека и денеска негдека провеува и собира работи, он купуваше работи од луѓето за кои што ги ставаше во неговите текстови. Спомнавте сега додека чекавме да почнеме дека сте играле во многу негови дела, точно ги набројавте, и телевизиски и драмски проекти. Па првата телевизиски, прво нешто што игравме после академија беше Бушава азбука. Заедно Унко ни беше професор, така да заедно ја направивме таа Бушава азбука. Потоа и друго, филмот До Балчак, исто е негов текст, нели? Тоа се работи кои што се надвор од сцената, а овие другите реков дека 9 дела негови сум играл, уште 7 се поставени на сцената на драмски театар претежно. Бузалковска, вие во писмото рековте дека тој бил вашата инспирација уште во средношколските денови и затоа сте оделе на Факултетот за драмски уметности, дека го сметате за чинор. Да, беше извлечено малце од контекста, ама да, инаку, да, тоа е интересно, нашата приказна е почната навистина многу одамна. Првите представи што сме ги гледале како влюбеници во театар, како средношколци, како основци, дури може да се каже, се представите што ги праве Унковски и Љубиша Георгиевски по негови текстови. Така што може да се каже дека тој не порасна, прво некако ги искристализира и нашите ставови за она што се случува околу нас на прво место, зашто неговите дела се длабоко вкопани во историјата, меѓутоа исто така зборуваат за сегашноста во секој миг, дури денес кога се поставуваат. Така што како средношколки една група бевме, кои што многу го почитува неговото дело, успеавме преку нашата професорка по македонски јазик и литература од Јосип Broz, Љубица Ристовска ми предаваше мене. Таа наша прекрасна професорка успеа да ни посредува да одиме на часови кај Горан, тоа е таа класа на Дејан Дуковски, Жанина Мирчевска или Рајдин и Јасна Поповска од тоа време, така, и Маја Севановиќ, и дури знаеше да каже Горан, вие сте ми поприсутни на часови од што овие кои што моите студенти, така, и поревносни. Така што нашата приказна почнуваше. Тогаш јас мислам дека Горан некако мислеше дека ќе се запишам на драматургија, ама ете небитна, некако сепак близу до него, ама не во негова класа. Да, ви беше професор и вас. Да, ни беше многу интересен, затоа што сакаше да ги чита работите негови, кои што не ги даваше да ги читаме него, он сакаше да ги прочита. И ќе не седнеше, ќе не ги читаше на глас, како што он знаеше, ама тоа беше интересно, ние пиевме цело време од него, зашто добивавме например, До Балчак, ни го прочита на час. И од кој знае кога беше тоа, нели? Ама беше така бевме возбудени сите дека и он, како начинот на неговото читање беше интересен. Неговиот збор тежи, бидејќи пишувал истовремено и со срцето и со разумот.
прочитав дека некој така го има опишано Горан Стефановски. Што го прави Горан Стефановски различен од другите драмски писатели и зошто е Горан? Зошто е Горан голем? Тоа е многу тешко прашање. Така не може да се Да. дефинира во две реченици. Меѓутоа, како што ви кажав, тој зборува за некои универзални вистини и интересно е, ако ги видите и првите негови дела, има баш една диалектика на мислата. Затоа беше многу интересно што во раните негови представи секогаш еден ист актер го играше тој лик, како да е тој еден ист лик кој што ужо понатаму. Знаете, интересно е, тоа е прашање зошто го спомена зборот Чинар и зошто зборував за тоа дека е тој и хроника и иднина, затоа што на факултетот за драмски уметности може да видиме дека доаѓаат некои нови клинци. Синот на Дац дојде Јаков со монолог на Ангеле и ги читаат како своји неговите зборови. И тоа е фасцинантно дека се раѓаат генерации кои што воопшто не припаѓале на тоа време кога се напишани тие дела, апсолутно се идентификуваат со она што таму го има, што е на некој начин длабоко исконско, јас мислам, и тоа го дефинира како класик, како нели јас кажав таму во тоа писмо дека ги гледам некои клинци кои ќе се родат после 50 и 100 години и ќе го откријат во еден момент и ќе го прочитаат и ќе почнат да се идентификуваат со ликовите, ќе дојдат на може ќе постои, може не факултет за драмски уметности, да се надевам дека ќе постои. Во оваква форма и повторно ќе сакаат токму преку, не знам, дури и Јане од Long Play, мислевме можеби ќе биде надминато тоа дело во еден момент и не, апсолутно. Значи во таа ќе го прегази времето. Оние вируси кои што чека само да го пуштиш негде да се инфицираат луѓето со театар. Да, пишуваше во македонски и балкански контекст, меѓутоа универзални беа темите што ги обработуваш, нели, идентитет, страв, моќ, прогон, родителство, кој сум јас, се преиспитуваше, се занимаваше со менталитетот на македонскиот. Иако мислам, јас го кажувам тоа многу често дека за мене Горан беше оној автор кој што е го носи ова поднебје во себе и во своето творештво и кој не смееше да излезе од тука во ниту еден момент. Јас многу страдав, тоа беше во наше време, на наши студии, кога тој замина дефинитивно од Македонија и некако јас би рекла на вашето прво прашање дека го гледам како некој кој што никогаш не заминал, ама никогаш не замина. Секогаш беше тука и сега кога веќе физички не е таму некаде, веќе како да присуството, како да си го освои назад просторов кој што отсегаш му припаја. Тоа велеше дека се чувствува како да е во авион, дека живее во авион, затоа што не е ни таму ни ваму. Тоа е иначе интересна работа Горан кој беше, мислам која големин. Он обично доаѓаше на проби, па нели со Унко, па Унко не кеше да го на проби да му доаѓа некое време и така. Но дојде која правевме огнени јазици, јас една сцена ми беше многу тешка и му реков Нунко, ја скратам оваа сцена. И јас се договоривме да скратиме сцената и сцената стварно беше потешка за разбирање и така натаму. Баш тогаш Горан дојде со некои негови студенти да ја гледа представата. И го гледам, дојде скратена сцената. Викам, види дека ја скратив сцената. Да, вика, одиш да се направи. Викам, добро, зашо? Викам, не ми објасно дека супер си направил, баш е добро. Сега вика е боље. Така да беше широко у секој поглед. Тоа веројатно било на постдипломските студии, тоа беше фантастичен потек на Унковски, дека го повлече него назад на факултет за драмски уметности преку постдипломските студии, мастер студиите по режија. Еден опасен тим и тоа беа двата предмета и јас, например, после 13 години бавење со театар, веќе професионално имав можност се навратам на него како на свој професор и тоа фасцинантно беше дека прво несебично го делеше она што го знае, што го познава, а од друга страна перформер опасен на час. И она што па од друга страна го донесе од Англија, ми се чини дека беше апсолутно искористување на времето и на минутите и собирање
на се што сака да каже во есенција, во многу згуснато, многу збиено, без губење време, и тоа беше фасцинатно, ни предаваше 5 дена, а какво јас имам чувство дека 2 години тогаш сме зборувале, да речеме, за драматургија и за театар. И која е најдобрата лекција или една мисла што сте ја запаметиле од него и што сте научиле? Бидејќи би предавал во различна обеми и време, нешто вака што не знам, не може да се сетам, само мене ми стои неговиот шарм као професор, и тоа е една јака личност која што навистина беше генијален. Па јас веќе ви кажам, јас мислам знае за тоа, нешто и него го баравме. Правев, се занесов во прва година, бидејќи професорот Тунковски ме поттикна да ме направи сега нешто поголемо. Ја мислев треба сега ептен големо да направам и земав повеќе негови текстови на Горан и направив нешто, сега гледам колаж, не колаж, ама ова што ви зборува за диалектика на мислата, некако се обидов да го постигнам преку 5 негови дела. Првите, без Јане Задрогас, значи од Диво месо до Тетовирани души, и направив нешто што се викаше Часови полудило. И сега тоа беше многу, се препозна како нешто атрактивно, интересно и така натаму, ама од друга страна, денеска кога се сеќавам, ужасно патетично. Нешто имавме едни места. И сега одам кај него после тоа, тој го гледаше, се разбира, после го доправавме во втора година, отваравме со него академска сцена и така. Ама доаѓам сега кај него и деме како се ова целото, и тој вика одлично, интересно, ама знаеш како, треба да експлодира во публиката, а не на сцената. И тоа ми остана. Сватив дека експлозиите, нели, преголемите потези беа таму, а она солза која што речиси ќе капне, нели, ако не капне на сцената, тогаш во публиката ќе биде големото плачење. Во однос на оно што го спомнавте како идентитет по кој Стефановски трагал и по сопствениот идентитет, чиј човек сум ја, универзален човек, каде ми е домот, во едно интервју го имам чуено каде вели домот ми е таму каде што ми се вестите, и вели јас со години живеам во Британија тука, меѓутоа секој ден ги гледам вестите и читам што се случува во Македонија, и веројатно копнел по Македонија. Кога бил тука, не се чувствува, бидејќи беше универзален човек, сакаше да замине таму. А и во документарецот на македонската телевизија објавен деновиве, чув дека неговата сопруга вели последните години од животот не бил среќен поради тоа што е ни ваму ни таму, односно не знаел каде е. Се чувствувал како граѓанин на светот веројатно, но тоа е поголем проблем кога не можеш да препознаеш каде е домот. Него му фалеше мислам таа дружба пред се и ова поднебје. Беше топол човек и секаше топлина. Во Англија се ладни луѓето. Мислам дека тоа е најголемиот проблем кај него, кој што се јавил, а вести гледаат сите гастарбајтери. Од овакво така да. Ние имавме случајна, мислам, случајна и намерна средба. Неколку месеци пред да почине, отидовме со мојот партнер Павле на гости во Кентербери. Бевме во Лондон и по тоа време комунициравме во врска со книгата Разговори Сунковски, што ја правевме Сунко. И тој се запна да одиме и бевме на неколку часа буквално. И беше многу интересно, јас се прашував зашто толку настојуваше да дојдеме. Зашто толку му беше важно да дојдеме. И неколку пати рече, кај најде баш во сабота кога не работи, ги нема колеги, го не можам на универзитетот. И одеше и покажуваше каде предава, каде оди, каде купува плочи, каде седи со Патриша на ручек, и таму и бевме ритуално, каде одат на кино, и така натаму. И секогаш кога јас ке кажав нешто, зошто си отиде против англичани, мало место и така натаму, жестоко го бранеше својот избор. А секогаш кој ќе речев, колку фасцинантно и така натаму, не им се давам ја на ова англичани, сега многу и така натаму. И тоа беше фантастично да се види. И истовремено имаше еден момент многу интересно кога, не знам, некаде отиде,
И Патриша рече, само ве молам многу внимателно кога ќе зборувате за македонското прашање со него. Многу се секира врска со Македонија, Европската унија и НАТО в тоа време и така натаму. Многу се секира Горан за таа работа, многу ја мисли. Пазете, зашто ја реков, што е важно, мислам, како ќе се вика некој, важно е што носи во себе, така само многу внимателно, така натака. Така што да, мислам дека навистина некој кој тука пуштил толку длабоки корени, што каде и да одеше, некако тие корени го влечеа овде. Да, Бранислав Мичуновиќ, режисерот кој ја постави представата Се викам Горан Стефановски, Горан го опишува, вели, Горан беше еден од ретките кој можеше да го иронизира сопствениот народ без да го омаловаши. И во многу негови дела се занимаваше со менталитетот на македонскиот граѓанин. Да, таа представа Горан не е такво да се прави како што беше представата. За диво место зборува? Не, за на Мичуновиќ на My Name is Горан Стефановски. Значи Горан Стефановски си има почеток, средина и крај во неговите текстови. Као што почнала Зоја со часови полудило, така да видела дека не се работи така Горан. Сепак Горан е она што го пишува целата драма негова. Да се сече, да се сецка, да се прави, тоа е веќе проблематично. Може да изгледа интересно, ама не е тоа. Апсолутно се согласувам. Тоа нешто. Сега зборувате за јас се викам Горан Стефановски. Не, по повод тоа, јас така деновиве си мислев, бидејќи се навраќаме, нели, на делото и бидејќи и секогаш тука и така и некако мене студенти ме држат во таа кондиција на контакт со тоа си мислев дека треба многу внимателно со Горан. Затоа што многу ми е страв во овој тренд сега на постојано занимавање со неговото име, да не ги претвориме нивните дела во џебно издание. Малце скратена варијанта, знаете, имаше на времето деца нема да ја прочита цела лектира, ајде да му даеме да му ја прераскажеме сега, Хајди или не знам Дон Кихот или така натаму. На интернет. И во таа смисла, значи не е Горан highlights, не е неговите нели сентенци, па сега ќе ги кажам, што гледате, јас избегнувам да кажам една негова реплика, затоа што тие реплики се извлечени од еден многу длабок, многу суштински контекст кој што го има, во кој што се изречени, нели, и кој ќе се извади само тој дел. Прашање е дали на тоа не се навикнува некој, дали толку останува познавањето од делото на Горан, кој што е стварно обемно, богато. Не, во контекст на што го кажа Мичуновиќ. Извини, зашто вако за една моја реплика пред 2 дена, вчера се извинував на Facebook, затоа што погрешно ја свати. За една реплика не ја кажем, затоа што пак ќе се извинам. Така да нема, затоа викам, таа реплика нема никаква навредлива содржина. А кога знаеш делото, кога знаеш цела драма, тоа е од Симон, од Диво месо, и кое што и јас го играв. Ама погрешно го сватија некој. Во ред, во однос на што го вели Мичуновиќ, дека знаел да го иронизира сопствениот народ без да го омаловажува. Има бројни интервјуа со него. Јас сум го видел каде што зборува за куќниот совет. Вели во зградата во куќниот совет 10 години лулашките позади се расипани, не ги поправа претседателот и му се обратил Горан Стефановски, сега се обидувам да го парафразирам, бидејќи не можам да го цитирам. Му се обратив кога ќе ги направи, тој вика: "Дај бе сега овие времиња, какви времиња, он големи политики тераме, наместо да се занимаваме со ситните проблеми околу нас." Во таа степен. Инаку кога го спомнавте Диво месо, зошто Диво месо делото од 1979 остана најпознато негово дело и покрај Лед во место, конзервирани, тетовирани души Чернодински се враќа дома и другите дела кои ги постави Горан, ги напиша 2 представи се правени во драмски. Првата е на Унковски, која што е прогласена за представа на векот. Втората е на Александар Поповски, која што исто беше фантастична представа. Јас го играв таму Симон во таа втората представа. После првата представа, што се случи со Горан? После втората представа, мислам, дојде Горан да ја гледа Диво месо, дојде во гримјорна кај мене, погледна гримјорната. Овде Ненад беше, викам да, беше Ненад. Сега ја гледа представата, чекам да ми каже нешто како било. Ја овде после премиера на представата, збори за првата, седев, пушев и пиев виски. Имав многу трема.
И сега не го прашувам. Затоа што малку беше врзан за таа представа која што прва ја направија. Тек после отидовме во Италија. Дојде во Италија, игравме таму. Дојде Горан во Италија и гледаше представата. Втората диво месо. Рече, дечки, фантастична представа сте направили. Тогаш ја кажа. Му требаше време. Имал трема и на вториот пат, веројатно. Па не до тремата, него беше повеќе врзан со таа првата представа од неговата младост, да речем. Заедно со Унко. Во еден од неговите реплики цитати, исто е најдено на интернет, веројатно е точно, јас тоа го наречувам синдром на славјанска мазохистичка душа. Повторно велам кога се занимава во неговите дела со менталитетот на македонскиот човек. Кога ништо не е во ред, а не се крева малиот прст ситуацијата да се поправи, и тоа дури и се наоѓа задоволство. А на овој Балкан никогаш ништо не било во ред, 20.000 години наназад. И ако во сиот тој метаж некој се заложи да помогне, таа помош не се прима добронамерно, напротив, сомничаво се одбива. И состојбата на пропаѓање продолжува, вие сте осудени да живеете во состојба на пропаѓање, не на пропаст, затоа што пропаста е дефинирана состојба, и не на благосостојба, од која сте далеку туку на пропаѓање, постојано пропаѓање во истите дупки, на ист начин, повторно и повторно, упорно и тврдоглаво, никогаш не излекувате никакво искуство, тоа станува смешно, па мечка во циркус научува да вози велосипед. Клаус. И во таа смисла веројатно држи. Месо. Да. Тоа што го зборува неговата сопруга, дека многу го оптоварувало македонското прашање, односно оваа наша судбина на и кога зборуваме за лето двоместо. Затоа што неговите дела се бават со токму со тоа, со есенцијалното и со историјата на некој начин која нам ни се повторува постојано. Видете ги документите кои што се врзани со историјата на Македонија, на македонското прашање, ќе видите дека ние се крчкаме цело време во многу слична приказка, во слична драма, во сличен проблем. И тој го дофаќа тој проблем и преку летво место и преку диво месо, но зошто е универзално препознатливо. Сега гледате, сега веќе светот станува куќата која помене. Куќата на Димитрија која полека ќе ја снема, ќе се сруши. Така што апсолутно јас мислам дека секое ново поставување на неговите дела може да биде апсолутно сега, апсолутно тука. Да, не е тоа безвременски, безвременски евергрин е горе. Буквално. Да. Што Која друга ваква реплика од негово дело која стиграле вие, стиграле во многу, е вака универзална и одговара на времето во кое живееме, бидејќи ета куќата на Димитрија не е само наша, веќе станува светски проблем. Знаеш колку ги цитираат по Facebook, ја тоа еднаш ка напишав ти по мрежи, ги цитираат тие драми која појма немаат зашто ги цитираат. Не знаат, тоа викам барем ако ги цитирате, земете и прочитајте, зашто има многу, навистина, не може да се издвои. Тоа се бисери. Неговите драми се бисери. Така да не е до реплика прашањето, глобално е. Зашто е стварно човек кој што вчера ја прочитав, пошто од која разговаравме, Црна дупка, не сме читали од кој знае кога. Чекај да прочитав за 35 минути, мислам. Не, дури ми стана чудно дека е тоа толку мал текст, а толку има у него да седнеш да размислуваш што се случува, што се случува во самото дело. А стварно за 35 минути, мислам 40 максимум го прочитав. Да, еве, самиот документарец кој што го имаше зборува за патот, меѓу другото, за патот до една представа, нели, до дипломска представа, млади луѓе, нови луѓе кои што се обидуваат да ја најдат есенцијата, сршта на тој текст и да најдат зашто е тој текст. И се од денешна гледна точка зборуваат, пробуваат да насетат дали може би Силјан Штркот има врска со Горан, со неговото заминување, со неговото одење. Тој текст е напишан многу пред тоа. Многу пред тоа. Но денеска би можело да зборува, нели, за било кој што си отишол и е сепак тука, нели, сепак никогаш не си отишол и така натаму.
Но тоа е само една од можните линии, има навистина многу дали и е се мртов, интересно дали е е, например, невидлив, тој дали текст е- се постави во Бугарија, со огромен успех се играше. Не знам кој беше некој од големиве режисери кој што кажа дека допрва ќе се зборува и ќе се чита и препрочитува тој текст затоа што е совршено актуелен денес. Така што што и да земете, мислам, што и да земете, сега го поставува каза Балкан, исто така повторно. Така што тоа е она што го очекуваме. Еве Дац вели го на прва го смета Горан за духот од Дебармало, како постојано со неговиот мантил шета и собира инспирација. Вие велите дека и некои нови клинци на Факултетот за драмски уметности се инспирираат од неговите дела, па и денеска ги цитираат и ги работат. Во таа смисла, тој мост помеѓу сегашноста и иднината, која исто така Горан ја обработува, па вели сегашноста никако да... Како беше тоа? Иднината никако да дојде, минатото никако да замине, а ние тука глумиме сегашност. Па, ете. Меѓу делата на Горан и идните генерации. Кажува се. Па, еве, токму тоа само што и ви го реков, дека апсолутно не можам се разбира сега да претпоставам, меѓутоа новите генерации секогаш изненадуваат со поинаков начин на читање на неговите дела, нели, и нешто што кога се појави Диво месо на Александар Поповски, ние бевме уште студенти на факултетот, практично 97-ма, мислам дека беше Диво месо или тука негде, може малку подоцна, сега не знам. Приликата беше. Да, и тоа беше едно многу автентично читање, кое што тотално немаше врска со претходната постановка. Тотално немаше врска, каде што Марија беше млада жена, каде што Стево го играше Ирина Ристич, каде што Клаус го играше Ирина Ристич, да, Стево беше Дејан Лелич, да. Но едно совршено ново читање, кое што тогаш беше ја дефинираше тогашната стварност, нели, зборуваше за сега и тука. И сега многу е тешко ова што го прашувате да се претпостави, но тоа е дефиницијата на класиците, нели? Тоа е тоа. Што нивната универзалност, нивните длабоко есенцијални пораки кои што не зависат од денешницата, кои што не се лесно пребродливи и за жал кај нас можеби и уште долго ќе се крчкаме во проблемите кои што ги загатнува Горан, кои што ги отвора и со кои што се занимава. Јасно е дека големи умови не се раѓаат секој ден, меѓутоа еве велите има нови клинци на Факултетот за драмски уметности. Зошто не можеме толку генерации потоа да создаде, односно да се препознава ли некој нов голем талент од голем калибар? Некој нов Горан Стефановски во иднина. Зошто ги пропуштаме патем сите тие таленти, па наши современици кои некако се загубија по патот, а имаат талент, можеби не од тој калибар на Горан Стефановски, меѓутоа ете, многу драмски писатели се... Јас некако не сакам да зборувам дека нема таленти или дека не се создадат. На прво место учениците на самиот Горан, мислам, навистина направија огромни помаци и кариери, така натаму. Дејан Дуковски ние секогаш го забораваме и така, но што е различното? Значи, ако еве и во самиот документарец можете тоа да го видите, постоеше време на негување на драмскиот автор. Првиот ракопис на Јане Задрогас на Горан беше одбиен од актерската екипа. Тоа е 74-та година. Вратен. Се ние можеме да спориме дали тоа бил добар потек или не, дали тоа било исправно или не, дали тие не прочитале што има во тој текст или се уште немало доволно во тој текст, но после преработка на текстот доживува огромен успех, создавање нова екипа и една голема поддршка од тогаш Ристо Стефановски на таа млада екипа, на Горан, на Унко и на млади и не само млади актери во тоа време на драмскиот театар.
тој успеа да постигне огромен успех, па веднаш се чека сега неговото ново дело и така натаму и така натаму. И тоа е, се разбира дека автори како Горан можеби се раѓаат еднаш во 100 или во 200 години, меѓутоа од друга страна и кога ќе се родат, треба да се препознаат и треба да се негуваат, затоа што додека драмскиот писател додека неговото дело не биде изговорено на сцена, не знае што пишува. Не знае што пишува, додека не чуе и самиот, не види и самиот дека ова не е лесно изговорливо, дека овде не тече мислата и така натаму, додека некој режисер не земе да му иштриха, да му скрати 20-30 ова, додека актерите не поминат. Значи нема да се стаса до некаков, така што во основа по мене и целиот однос во тоа време на театарот, драмски театар кон делото на Горан Стефановски, не само на Горан Стефановски. Значи на цела група млади, тогаш и Русомир и Плевнеш, кои што практично имале можност да се развиваат како драмски автори, а денеска се помалку и помалку се поставуваат. Треба да е идеално, не може да е идеално. Се проба сега направија конкурс во драмски театар, не избрале текст затоа што дали било може би не го препознале како со ја не знам што е, не избрале текст, не е било кусо време, тоа објаснувањето беше дека на 5 февруари било. Може би сега јас читам дека тоа не е за да се дестимулира, дека треба да се доработи одлично. Се тоа да не се пропушти, нели? Доработката, развојот. И мислам дека малку повеќе се мислеше на времето. На младите ова е добар потек на драмски, ми се допаѓа што го прави, но знам дека се даваше простор на млади глумци, на режисери и на драматурзи. Вчера кога го повикав Дац, ми рече што ќе зборуваме само половина час, има многу да се кажува за Горан Стефановски, меѓутоа еве времето изминува, би ве замолил пред крајот уште на некоја ваква сеќавање, бидејќи стигнале во многу улоги, која улога ви оставила најголем печат? Веројатно Симон Диво Месо, меѓутоа и некоја друга или некоја ваква случка од зад сцената, нешто што би го споделиле во моментот што ви текнува во комуникација со Горана, што е вредно да се спомене. Веројатно имаме. Овој Пео е, например, исто тоа е последниот текстот се направи во драмски, после уствари се направи оваа компилацијата, ама тоа не го рачунам за текст, нели, тоа беа различни текстови. Значи Пео што го игра во Огнени јазици, тој е еден прекрасен лик кој што оди низ вековите и го носи мудроста, носи јазикот го носи. Мене ме асоцира на Горан тоа, што го направи низ целото негово творештво. Што од почетокот до крајот он е како еден нов Пео во нашиот свет. Ама е итар. А некоја реплика што еве рековте не сакате да се цитирате бидејќи можеби погрешно ве разбрало. Некоја реплика од неговите дела што знаете наизуст и во секој момент ви текнува и е актуелна секој. Не знам во секој момент реплика, глумецот обично застанува на сцена и тоа нешто што ви оставило најголем впечаток. А кога е вака треба да се помисли. Да ми кажеш порано, веројатно ќе смислев од дома. Ама сега не е моментот да ти кажам. Бузалковска за крај нешто за Горан Стефановски, нешто што ќе ви инспирира и натаму. Како можеби како педагог, како колега во однос со новите генерации. Да, јас кажувам секогаш, но тоа е наистина долго и не знам дали сега можам да го раскажам, дека мене една најголема лекција негова ми била неговиот испит по драматургија. Тоа беше најголемата лекција, затоа што Горан беше многу непосреден кога доаѓаше на часови. Дури некој знаеше да си ги чепка завите со целофанче од цигарите. Некојаш знаеше, јас кога дојдов на ФДУ после новинарство, правен факултет, се шокирав од тоа дека ќе го најдам дека си ги ставил нозете вака на катедра, си седи како спонтан. Такви беа и неговите предавања, во кои што се кажуваше многу суштина, а на еден многу лесен начин, питок, забавен, секојаш анимирачки, но кога дојде на испит, нешто друго. Значи врска немаше со тоа до тогаш, од тој момент. И требаше тогаш, да. Ми даде еден текст, млад текст, кој се ја памтам од Огнен Георгиевски, кој што имаше многу проблеми. Прва верзија. Дури Огнен се лутеше, како ви го дава тој?
и рече, ајде се, што му фали на овој текст? И сега ние, што нема во текстов? Што е проблем на текстов? И ние зборуваме, тој само запишува. Значи, ништо не прави, само запишува и брои статистички колку стручно. Значи не постои ми се допаѓа, не ми се допаѓа и така натаму. Тие што ќе рече ми се допаѓа, не ми се допаѓа, ги враќаше веднаш. Тоа не е драматуршка категорија. И така натаму. И на крајот ни даде по едно толкицко ливче и рече историја на болеста. Запишете. И сега таму кажеш, не знам, мотивација на лик нема. 2 заплета и така, значи по едно зборче. Тоа беше за мене една навистина огромна лекција, зашто мислевме дека со Горан сме речиси на ти, дека можеме, нели, но и што е тоа што се извлекува од мноштвото, кажано, нели, како она што е тоа што тој, нели, сакаше да го предава, а тоа е занаетот, не уметноста, туку занаетот. Зоја Бузалковска, Драган Спасов Даз, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма.